Парам пам пам пам. Здраво, другарчиња. Јас сум учителка Жане од градинката Кочо Рацин од Скопје. Овој пат ве повикувам заедно со мене да отпатуваме, да одлетаме далеку во Вселената. Да, затоа што таму не чекаат многу звезди, комети, планети и многу интересни случувања за тројца ликови за кои што сега ќе ви раскажам една приказна од која што ќе може да научите многу работи. Но, како и секогаш, на почетокот, седнуваме удобно, така е, седнете удобно, исправете го вашето грбче, опуштете ги рачињата и вниманието е сега и тука. Почнуваме. Сонцето, земјата и месечината беа најдобри пријатели и секогаш си играа заедно. Се тркалаа низ галаксијата, ловеа комети и играа жмурка криејќи се позади звездите. Можеа да се играат со сати и да се смеат со денови. Кога ќе се умореше, земјата заспиваше позади облаците. Месечината ја снемуваше од видикот, а сонцето со нетрпение чекаше неговите другари да се одморат и да се вратат. Многу пати пријателите само си седеа и се забавуваа, фрлајки ги и фаќајки ги звездите како да се топки. Земјата, сонцето и месечината се разликуваа. Земјата беше сина и зелена, сонцето златно и сјајно. Месечината беше сива, полна со дупки и целата покриена со прашина. Но пријателите не ја приметуваа таа разлика. Еден ден, додека се надпреваруваа кој ќе фрли повеќе звезди во црната дупка, сонцето им се пофали на пријателите. Мислам дека сум посебен и единствен. Силно светам и моите зраци прават водата на земјата да светка. Се чувствувам фантастично што сум така посебен. Земјата размислуваше неколку минути, загледана во малата сјајна звезда што ја држеше во својата рака. Кога ја фрли звездата во црната дупка, рече: "Мислам дека и јас сум посебна. Моето сино небо и зелената трева им се допаѓа на сите цвеќиња. Дрвјата сакаат да живеат на мене. Тука растат, цветат и даваат многу плодови. Дом сум на сите животни и на луѓето. Дом сум и на водата која ти, сонце, ја правиш светкава. Да, се согласувам, супер е да бидеш посебен." Потоа двајцата погледнаа кон месечината. Месечината молчеше, не знаеше што да каже. Сонцето се сврте кон неа и ја праша: "Месечинке, а што е кај тебе посебно?" Јас воопшто не сум посебна. Сива сум и сум покриена целата со прашина, полна сум со дупки и не светам. Сонцето и земјата се засрамија од своето фалење. Им беше тешко што ги повредија чувствата на својата другарка. Неколку минути сите беа замислени. Одеднаш сонцето извика: "Имам идеја, ќе фрлам мојата светлина на тебе.
тогаш ќе светиш и ти како сребрена топка на ноќното небо. Сонцето ја осветли месечината. Таа блесна и задоволно рече: Ова е толку волшебно. Сега и јас се чувствувам специјално. Месечината беше среќна. Сонцето и земјата се радуваа за неа. Но месечината стануваше се потопла и потопла. Многу ми е топло. Ако сонцето продолжи вака да ме огреува, ќе се запалам. Што да правам? Месечината и шепна на земјата: не би сакала да го повредам сонцето, но многу ми е топло. Зраците на сонцето се претопли за мене. Земјата доби идеја: ќе ти направам сенка и така ќе те заскријам од сонцето. Тогаш повеќе нема да ти биде топло, рече тивко земјата, трудејќи се да не ја слушне сонцето. Но сонцето ќе се навреди ако не ја прифатам неговата светлина. Ми ја подари својата светлина за да ми помогне. Не можам да ги повредам чувствата на пријателот. Земјата затрепери од возбуда. Знам, ќе те засолнам само некое време. Во почетокот само малку, па потоа повеќе и повеќе, се додека потполно да те снема и да бидеш во мојата ладовина. Потоа ќе си ја земам назад мојата сенка и некое време пак ќе светиш како сребрена топка на небото. Тоа ќе го правам секој месец. Ќе видиш дека сите ќе те сакаат. Одлично, рече месечината. Тројцата неразделни пријатели повторно танцуваа по небото. Понекогаш ќе оставеа земјата да се сокрие во облаците и малку да поспие. Нивното другарство беше пример во целата вселена. Другарчиња, како ви се допадна оваа приказна? Да, верував дека ќе ви се допадне, затоа што навистина е приказна за тројца необични ликови. Сакам сега малку да поразговараме и да видиме што се можеше да научиме од оваа приказна. Јас прво би сакала да размислите и да ми кажете дали е во ред, дали се согласувате со тоа што го направија сонцето и земјата, со тоа што толку многу се фалеа со нешто што имаат они, па ја повредија месечината. Така е, не е во ред многу да се фалиме, затоа што не секогаш се што имаме ние го имаат и другите. Секогаш треба да размислуваме што зборуваме и со нашите зборови да не ги повредиме нашите блиски. Но сонцето и земјата за кратко време сватија што направиле и затоа и помогнаа на нивната другарка. Направија се што можат за нивната другарка месечината да биде среќна и задоволна како нив. Така е, другарчиња. А што се случуваше во вселената и какви игри игра овие три лика, ќе видиме понатаму. Сонцето и земјата се неразделни пријатели. Знаете зошто? Да, вака е во галаксијата. Еве планетата Земја, која што постојано кружи околу Сонцето. Таква е нивната игра. Сонцето е во центарот, а планетата Земја кружи околу него по своја кружна патека. Исто како што го прават и останатите планети во сончевиот систем. Верувам дека ги знаете планетите кои се, меѓутоа можеме сега да ги повториме. Да, Сонцето е во центарот, а планетите кружат околу него. Првата планета до Сонцето е Меркур. Така е. Потоа е планетата Венера, па нашата планета, планетата Земја, после тоа е планетата Марс, па најголемата планета Јупитер, после тоа е Уран, Сатурн, Нептун и на крајот е Плутон, малата џуџаста планета.
Ова е играта на Сонцето и на Земјата. Но горе во Вселената своја игра имаат и Земјата и Месечината. Еве ги, Земјата и Месечината, фатени за рачиња како се вртат. Да, Земјата околу себе ја врти Месечината. Таа се врти и Месечината ја врти околу себе. Таква е нивната игра. На оваа слика ќе погледнеме како што Земјата се вртеше и кружеше околу Сонцето, така Месечината кружи околу нашата планета Земја по своја патека, која што и овој пат е кружна. Многу се интересни игрите на планетите во Вселената. Месечината видовме дека немаше своја светлина, за разлика од Сонцето, кое што е топло и многу сјајно, има своја топлина и светлина, и целата светлина што ја имаме овде, ние на планетата ја добиваме од Сонцето. Месечината немаше своја светлина. Таа е целата од камен и од прашина. Но Сонцето како нејзин добар другар и помогна и ја позајми својата светлина. И тоа што другарчиња, но ќе ја гледаме Месечината како свети на небото, всушност е светлината на Сонцето која што се одбива од Месечината. Исто како кога Сонцето, светлината на Сонцето ја одбиваме од некое огледало. Верувам дека некогаш сте го пробале тоа. Да, Месечината така нас не огреува ноќе и не осветлува. Од оваа приказна уште научивме и за тоа како Месечината ја менува својата форма и облик на небото. Верувам дека сте приметиле дека не секогаш Месечината има иста форма. Ова е кога Месечината е целата осветлена од Сонцето. И ние тогаш на ноќното небо ја гледаме како голем и правилен круг. Во одредено време Месечината е покриена од Земјата и тогаш незината форма е како половина круг. Понатаму, после неколку денови, Месечината е повеќе покриена од Земјата и тогаш незината форма е како мал срп, се додека не биде целосно покриена. А видовме од приказната, тоа беше нивниот договор, Земјата да ја покрие Месечината, за да она може малку да се одмори и да се олади од силните, многу топли сончеви зраци. А понатаму, Земјата пак ќе се повлече и Месечината ќе засвети. И секогаш да знаете, додека спиете, Месечината од небото ги пушта незините сребрени зракчиња, кои што додека спиете ве галат, ве покриваат и прават едно волшебство. Да ги сонувате најпрекрасните и најволшебните соништа, тогаш кога Месечината е полна, како голема сребрена топка, како голем лустер на небото, се сонуваат најубавите соништа. Ве покрива и ви кажува лека ноќ. Сега сакам да ви покажам нешто што имам јас и кое што многу си го сакам. Тоа е мојата галаксија во шише. Евеа, тоа е шишенце кое што си го направив и сега сакам да ви предложам да си направите и вие исто такво. Преубаво е чувството да знаеш дека ја држиш галаксијата во своја рака. Што ќе биде потребно за тоа? Потребно ви е едно пластично шише во кое што ќе ставите бебешко масло. Она масло кое што родителите ве мачкаат. За ова ќе ви треба малку и помош од родителите, за кои што верувам дека ќе ви помогнат. А вие може и да им некојаш да им го позајмите шишенцето и они малку да си поуживаат во погледот во галаксијата.
Значи шишенцето го полниме со бебешко масло. Потоа во него треба да се стави малку прехрамбена боја и тоа сина боја. Понатаму во шишенцето, кое што сега веќе е обоено, течноста е обоена, треба да ставите светки, сребрени, малку звездички. Знаеме, во галаксијата има многу звезди, може да се стават и сини светки. Шишето убаво да се затвори, по можност капакот да се залепи, некогаш да не ви се истури па да направите белја. И шишенцето е готово. Како се користи? Се зима, се протресува со тоа што звездите ке се размрдаат и внимателно се наблюдуваат звездичките, како полека паѓаат на дното. Ако повнимателно погледнете, можеби ќе ги видите и интересните игри на земјата, сонцето и месечината. Другарчиња, ова шишенце мене многу често ми помага кога сум вознемирена да се смирам. Можете и вие да го употребувате. Кога ќе почувствувате дека сте вознемирени, земете си го вашето шишенце, вашата галаксија, протресете го и со внимание гледајте во звездичките како полека паѓаат на дното од шишето. Додека ги гледате звездичките, можете да направите и неколку длабоки дишења. Така како што светките и звездите во вашата галаксија во шишенцето паѓаат на дното и се смируваат, така се смируваат и вашите чувства. Така се смирува и вашето мозоче. Имајте си го секогаш на дофат до раката. А можете некојаш да го позајмите на вашите родители, па да им заблагодарите за тоа што ви помогнаа да го направите. Идеме понатаму. Сега ви предлагам уште една ликовна игра која што може да ја направите во врска со оваа приказна. Тоа е да ги нацртате тројцата пријатели од Вселената, ликовите од нашата приказна. За ова ви требаат 3 круга со различна големина. Еден голем круг, друг помал и трет најмал круг. Па верувам дека претпоставувате кој за што ви е потребен. Големиот круг. Може тоа да ви бидат модли да ги искористите капачиња од тегли, голема тегла, помала тегла и капаче од шише, или ако умеете убаво да цртате, па можете и со слободна рака да си го нацртате. Големиот круг е сонцето. Така е. Нацртајте си го така како што вие го замислувате. Меѓутоа гледајте за да задржите неговата форма, а тоа е кружната форма. Помалиот синиот круг ќе ви треба за да ја нацртате планетата Земја. Со незините континенти, незините преубави сини и зелени бои. И најмалото сивото кругче ви е потребно за да ја нацртате месечината. Да, и патеките по кои што се движат. Земјата се движи по кружна патека околу Сонцето, месечината се движи по кружна патека околу Земјата. Тројцата неразделни другари и пријатели од Вселената. И сега на крај ве поздравувам и ве посакувам пријатно дружење во вашите соништа со месечината и во вашите мисли со галаксијата. Довидување, другарчиња!